Добро дојдовте во 10-тото издание на Тајната на успехот, серијал подкасти за женското предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание ви раскажуваме приказната за преспанското јаболко, за овоштарството во регион, преку успешната бизнис приказна на една жена земјоделка која успешно се бори за развој и подобрување условите за развој на земјоделството во овој регион. Фросина Ѓорѓиевска. Господјо Ѓорѓиевска, потекнувате од Преспанскиот регион. Дали тоа беше и причина да изберете професијата со која се занимавате? Овоштарство или поточно производство на јаболка? Па не би рекла, затоа што мојата професија е дипломиран инженер-технолог, прехранбено и биотехнолошко инженерство. Меѓутоа транзицијата и затварањето на фабриките го направија своето да барам екзистенција во некоја друга област. Преспанскиот регион е познат по производство на јаболка, традиција, па тука почнавме да бараме екзистенција во производството на јаболка. Значи немавте дилема околу изборот на професијата, затоа што и околностите го налагаат тоа. Станува збор за семеен бизнес, сите учествувате. Колку е тоа предност за вашата работа? Па голема предност, затоа што учествуваме цело семејство. Најмуваме работници во периодот на берба, исклучиво тогаш, затоа што другата операција, каде што во Преспа се најмуваат работниците, е кроењето на јаболката, меѓутоа тоа сопругот сам го работи, се уште стигнува. За колку површини станува збор и за кои количества на производство? Ние во моментов располагаме со 3,5 хектари подовошен насад, 7200 садници и произведуваме околу 180 до 200 тони на јаболко. Каде се пласира ваквото производство? Дали сето тоа оди кај откупувачи или имате и други солуци? Конзумното јаболко, кое што представува од 80% од вкупното количество на јаболка, го пласираме на домашните трговци кои го носат надвор. Дел оди за пазарите на Македонија, околу 20 до 30 тона што го складираме во ладилник. Индустриското јаболко го дававме до годинава, го дававме кај домашните преработувачи или откупувачите кои го пласираа надвор од нашата држава. Меѓутоа оваа година со мерката 115 добив грант од кој што набавив машини за преработка на јаболкото и добивање на сок. Така да мислам дека околу 50% од суровина до комплетен производ. Готов производ. Мислам дека околу 50% од индустриското јаболко ќе го преработуваме. Ние и сега го преработуваме и произведуваме ракија од јаболка, меѓутоа тоа е за наша домашна употреба. Промовирате уште една опција, тоа е продажба од куќен праг. Зашто станува збор? Со новиот правилник, кој што е донесен во 2020 година, за продажба на производи од неживотинско потекло, од куќен праг, станува збор за продажба на преработки од овошје и зеленчук, кои што, за да ги продаваме, мораме да се регистрираме како оператор со храна. Тоа е во Агенцијата за храна и ветерина, да. Јас сум втора кај нас во Преспа, пред мене имаше само уште едно девојче, можам да кажам, пошто е 20 години. И таа беше прва што се регистрира за таков оператор, јас сум втора. На тој начин ќе можам до 10.000 килограми или 10.000 килограми или 10.000 литри да продавам производи, преработки од свој праг. Дали туризмот, ако станува веќе збор за Преспанскиот регион, може да значи побарувачка на такви производи? Да. Затоа што ние во Преспа, иако го имаме езерото, не можеме да зборуваме за масивен туризам. Повеќе е сведен на тој рурален агротуризам или екотуризам, каде што тоа е тоа, каде што се пласираат таму нашите производи, преработки од куќен праг што ги работиме. Затоа што намален е бројот на сместувачките капацитети, има само во селата некои сопствени куќи кои ги издаваат точно тој рурален туризам го практикуваат.
Учествувате во повеќе или членови сте на повеќе организации, земјоделски или земјоделски организации исклучиво во кои учествуваат жени. Колкави се ефектите од вашето учество таму, односно од таквото организирање? Па, во Преспа, од 2006 година започнав да работам во невладиниот сектор. Кога започнав, бев единствена жена во тој дел, што е свет на мажи, што би рекле. Тогаш, меѓутоа сега ситуацијата е малку поинаква. Во 2015 година, со помош на Националната федерација на фармери, ние формиравме фокус група на рурални жени во нашето здружение, која што фокус група во 2020 година прерасна во здружение Рурални жени од Преспа. Значи, целта и моето залагање е да ги анимирам жените од нашата средина да бидат вклучени, пред се да добијат информации за сето она што го нуди земјоделието, сите програми што ги нуди Министерството и може би некој ќе најде своја екзистенција од некој од програмите што ги нуди Министерство, што ги нудат и други. Колку може да се аплицира, да се земат одредени средства, затоа што сепак во овој дел инвестициите се големи? За да земите средства од тие програми што ги нудит Министерството, треба да сте сепак би рекла финансиски моќен. Од 2010 година имаме започнато со тие програми и сметам дека делот на Преспа од ИПАРД програмата 2007-2013 беше општина која што имаше најпоќе искористено финансиски средства, затоа што сепак нашите земјоделци беа финансиски помоќни. Имаме здружение, Агенцијата за потикнување и развој и подрачната единица на МЗШВ, кои што меѓу себе многу тесно соработувавме, им помагавме на земјоделците да можат да аплицираат по тие програми, им ги подготвувавме и ден денеска. Истото го работиме, така да се достапни многу, не се тешки, меѓутоа треба информацијата да стигне првично до земјоделецот. Има ли такви програми наменети исклучиво за жени земјоделци? Да, од 2019 година мерката 115 е наменета за поддршка на женски член од семејно земјоделско стопанство, која што мерка најголем заслужник за воспоставување на таа мерка е Националната федерација на фармери, каде што сум член на управен одбор и сум национален координатор на мрежата на жени фармери при НФФ и со наша заложба успеавме да издействуваме таа мерка. Додека се договаравме за овој разговор, споменавте дека имате ладелник, сопствен ладелник во кој го чувате производството. И овој ладелник е средство од одредена програма. Да, и тој ладелник е на моје име. Тој ладелник е добиен подигнат со помош на грант од UNDP, од проектот за заштита на голема река, кој беше доста голем проект, околу 5,5 милиони швајцарски франци, се изведуваше во периодот од 2010 до 2015 година. Тогаш беа доделени околу можем да кажем 300 грантови на земјоделци, од кои 20 грантови беа по 10.000 евра, и ни беше дадена можност да бираме што сакаме да добиеме во висина на тие 10.000 евра. Само 6 земјоделци од 20-те одлучивме да изградиме ладилник, каде што имавме одредено сопствено кофинансирање, а другите зедоа приклучна механизација. Колку климатските промени влијаат на земјоделското производство во последниве години? Многу. Најпрвен ќе започнеме со доцните пролетни мразеви, кои што многу ни го намалуваат приносот и родот. Ќе продолжиме со појавата на град, која што редовно и покрај сите мерки кои ги нудит Министерството за справување со таа појава, како што се осигурување субвенционирано, како што се надомест доколку фатит појава на град. И ќе завршам сега во овај период со сушата, која што исто така предизвикуваат големи проблеми, а можеме сето тоа да го решиме само што со наша заложба
претежно Националната федерација на фармери и ние како земјоделци бараме да се насочат средствата кон заштита од тие доцни пролетни мразеви и заштита од појавата на град со поставување на противградобините мрежи и антифрост системите. Пандемијата имаше ли влијание на вашата работа? Не. Значи, кога се работи во поле... Имавме дозволи за движење, да. Во природа немаше влијание и можевте слободно. Една од предностите на земјоделското производство. Да. Земјоделието е тешка активност, бара целосна посветеност, особено за жена. Како ги усогласувате улогите на сопруга, мајка, домаќинка? Има обврски и дома? Па со поддршка, најпрвен кога се сакат се може, меѓутоа потребна е поддршка буквално од целото семејство. Јас имам и син и ќерка и сопруг, работиме сите заедно. Нема поделба машка женска работа, кога их треба да се работи, не е битно кој ќе ја сработи таа работа. Мислам, се извинувам, само што мислам оние операции кои што се потешки, како што е кроењето, не можеме ние жените 3 или 4 месеци да кроеме, меѓутоа ќерка ми фаќат и ножичка и кројат. Значи, вашите деца продолжуваат семејниот бизнис? Па мислам дека мора. Мора. Како се релаксирате? Има ли моменти кога сакате да се опуштите, да избегате од сите секојдневни обврски? Па, обично неделата ни е, мислам, во оној период кога не е берба. Периодот од 15 септември некаде до 1 ноември ни релаксација, ни одмор. Меѓутоа, во другите периоди, претежно производството на јаболка е механизирано земјоделско производство, освен, кажав, бербата и кроењето, каде што ние жените малку поредко учествуваме во кроењето, така да неделата ни е обезбедена за релаксација. Сопругот ми е од Отешево, имаме викендица и во недела одиме таму, па тогаш го спремаме тој познат ресенски специјалитет ѓомилес. И уживате сите заедно? Да. Кои се трите најважни карактеристики што треба да ги поседува една успешна жена? Упорност, истрајност, истота. Веројатно и љубов кон работата што се работи. Неверојатно, него тоа е прво. Ако работите со љубов и сте упорни, тогаш ќе постигнете успех. И посветеност. Вие потекнувате од помала средина, од рурална средина. Колку младите ја продолжуваат семејната или традицијата на самото место од каде што потекнуваат или заминуваат? Па, некаде не е пола со пола, малку повеќе од пола си заминуваат, меѓутоа има дел што и остануваат и сакаат да работат во руралните средини, али пак ќе кажам, сигурноста или системот ги тера да си заминат надвор од нашата држава, за жал. Постои кај нас можности за работа, постои можност, ако сака да се продолжи. Како ги охрабрувате младите девојки и жени да почнат собствен бизнис? Па, најпрвин ги информирам за сите работи, сите програми што можат да ги добијат. Не е само во делот на земјоделието, него доколку согледам и некои други повици, најпрвин да ги информираме, да им пренесеме знаење, искуство во било кој дел од работата што ја работат и да ги охрабриме да започнат со таа работа. Дали вие сте го имале село ова кога сте почнувале со бизнис? Не. Значи, она што вам ви недостигало, вие сега го насочувате кон младите генерации. Верувајте дека најважно нешто за жените и за сите од руралните средини е информацијата. Доколку добијат и имаат од каде да добијат соодветна информација, поддршка од некој, ќе има успех. Веројатно тука помагаат и современите технологии, социјални мрежи, брзата комуникација. Да. Меѓутоа, се што се пласира, дали ќе е повик, дали ќе е поддршка, дали ќе е грант, било што се е достапно и некој само треба да го прочита. Ви благодарам за учеството во тајната на успехот и посакувам успех во работата и во иднина и во животот. Фала, ви благодарам и јас.